Добар ден, драги ученици! И добре дојдовте во денешната училница и денешниот час по англиски јазик, наменет за трето оделение. Моето име е Наташа Сипковска-Тодоровска. Јас сум наставник по англиски јазик во оделенска настава во основното училиште Крсте Петков Мисирков, Бистрица, Битола. Пред да го започнеме часот, би ве замолила да си имате до вас едно моливче и една тетрадка во кое што ќе ги запишувате работите кои што денес ќе ги учиме. Ви благодарам. Денешниот час ни е наменет за зборчиња кои што ги употребуваме за да кажеме каде некој или нешто се наоѓа. Во македонскиот јазик тие се наречени предлози за место, а во англискиот се наречени preposition of place. Целите на овој час се усвојување и утврдување на зборчињата, поточно предлозите за место, како и нивно правилна употреба. Да се навратиме и да ги спомниме. Денес ќе изучиме неколку, а тие се on, на или врз, in, во, above, над, behind, зад, under, под, in front of, пред. Најпрвин да кажеме што е тоа предлог за место и која е неговата употреба. A preposition of place is a word which is used to refer to a place where something or someone is located. Предлог за место е збор кој се употребува при објаснување каде се наоѓа некој или нешто. Да започнеме со набројување. Првиот е on или на, врз. Гледаме слика со маче. Мачето е на креветот. The cat is on the bed. The cat is on the bed. На втората слика го гледаме дека кучето е на тепихот. The dog is on the carpet. The dog is on the carpet. Третата слика ни се однесува на книгата. Книгата е на масата. The book is on the table. The book is on the table. Now we're gonna ask a question. Where is the cat? The cat is on the bed. Where is the dog? The dog is on the carpet. Where is the book? The book is on the table. On или на? Го кажавме. Одиме нареден. In. Во. Гледаме слика со топка која што е ставена во кутија. Топката е во кутијата. The ball is in the box. The ball is in the box. Гледаме кутија за моливи во која што има молив. Моливот е во кутијата за моливи. The pencil is in the pencil case. The pencil is in the pencil case. Наредна слика гледаме пајче, играчка ставено во када. Пајчето е во кадата. The duck is in the bath. The duck is in the bath. А сега можеме да поставиме повторно прашања. Where is the ball? The ball is in the box. Where is the pencil? The pencil is in the pencil case. Where is the duck? The duck is in the bath. Нареден. Above или над. Кога нештото се наоѓа над нешто или некој се наоѓа над нешто. The plane is above the house.
The plane is above the house. Авионот е над куќата. На сликата го гледаме авионот кој што лета над куќата. Наредната слика гледаме виножито над градот. The rainbow is above the town. The rainbow is above the town. Сега можеме и да поставиме прашање. Where is the plane? The plane is above the house. Where is the rainbow? The rainbow is above the town. Behind. Позади или зад. На сликата гледаме семејство кое што е зад автобусот. Семејството е зад автобусот. The family is behind the bus. The family is behind the bus. На другата слика гледаме момче кое што е зад столицата. The boy is behind the chair. The boy is behind the chair. Сега можеме да поставиме и прашање. Where is the family? The family is behind the bus. Where is the boy? The boy is behind the chair. Under. Под. Кога нештото или некој се наоѓа под нешто. На сликата го гледаме девојчето кое што е сокриено под масата. Девојчето е под масата. The girl is under the table. The girl is under the table. Момчето го гледаме дека е под чадорот. The boy is under the umbrella. The boy is under the umbrella. Можеме да поставиме и прашање. Where is the girl? The girl is under the table. Where is the boy? The boy is under the umbrella. In front of. Пред. Кога нештото или некој се наоѓа пред некој или пред нешто. На сликата гледаме девојче кое што седи пред компјутер. The girl is in front of the computer. The girl is in front of the computer. Девојчето е пред компјутерот. Момчето е пред телевизор. The boy is in front of the TV. The boy is in front of the TV. Сега можеме да поставиме и прашање. Where is the girl? The girl is in front of the computer. Where is the boy? The boy is in front of the TV. We have a small exercise. Write the correct preposition. In, on, under, above, in front of, behind. The boy is the tree. The girl is the house. The plane is the school. The student is of the teacher. The car is the bus. The dog is the bed. Answer with the correct preposition. Thank you very much.